Почитувани гледачи, добра вечер, 20 часот и 30 минути, почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на МН телевизија градоначалникот на општина Чешиново Облешево, Јорданче Костадинов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер, благодарам на можноста да се обратам пред јавноста на граѓаните на општина Чешиново Облешево и пошироката околина. Така, еве, за вас ова е практично прв градоначалнички мандат. Неодамна седнавте во градоначалничката фотелја. А што е она што може да се каже дека го карактеризира почетокот на вашиот мандат? Што се случуваше еве изминатиот период кога станува збор за проекти, меѓутоа и проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во оваа општина? Да, бидејќи градоначалничкиот мандат го започнуваме со крајот на тековната календарска година и се подразбира дека затекнавме буџет донесен од претходен градоначалник, буџет на крајот од календарската година кој што требаше само да се заврши и да се допрецизират некои проекти кои што претходно биле започнати и во меѓувреме требаше да се завршат. Новата 2026 година започнуваме тековно со обврски кои што ги планираме, со новиот буџет го донесовме навремено на крајот на годината и очекуваме во текот на предстојната 2026 година со новиот буџет, со новите програми да навлеземе и да работиме според тоа како ја имаме испланирано тековната година. И сами споменавте дека веќе буџетот за претходната година бил веќе донесен од претходниот градоначалник. Во каква ситуација практично вие ја презедовте општина Чешиново Облешево, дали имаше долгови, какви беа сметките? Претходниот буџет, односно неколку буџети наназад, општината се соочува со потешкоти во ликвидноста и финансиското работење, со оглед на тоа дека имаме доста заостанати долгови од претходните мандати. Вкупниот долг кој што јас го затеков во моментот кога бев назначен за градоначалник е околу 28,5 милиони денари. Тој долг ќе се провлекува и понатаму со оглед на тоа дека се тоа заостанати долгови, некои од нив се оптужени, некои дополнително достигнуваат за наплата, но ќе се потрудиме со работата во тековните години постепено да го намалуваме тој долг, со оглед дека бил и поголем од ова што е сега. Значи тенденцијата да го и намалиме долговите и да почнеме да функционираме, да работиме финансиски ликвидно. На што е она зашто најмногу должи општината? Општината должи по завршени ситуации, односно изработени проекти во општината, кои што биле проблематични во делот на пуштање во употреба. Тоа се некои незавршени или неправилно завршени канализациони системи, асфалтирани улици, по кои што не добиле согласност од наследениот градоначалник и сега тие се провлекуваат години наназад и се наследуваат како актуелни долгови во општината. Исто така голем долг и спрема Телекомот, Македонски Телеком, за одржување на уличното осветлување, кој што е договор потпишан од пред еден мандат, претходниот мандат, тој што јас го затекнав. И за среќа во овој градоначалнички мандат некаде во текот на месец јули ќе биде завршен и ќе се ослободиме од еден поголем долг што и го има општината и може да се случи да дојде до блокада на општинската сметка. Затоа олеснителна околност е што ќе завршиме со тој долг, ќе изнајдеме решение за уличното осветлување така како што доликува на една домакинска општина. И каков е буџетот за оваа тековна 2026 година? Да, буџетот е проектиран на некои 73,5 милиони денари, од кои што капитални расходи се на 37 милиони, донации 2-3 милиона и останати тековни трошоци по кредити, по плати и други тековни трансфери, околу 34 милиона, со вкупен некој буџет проектиран на 73,5 милиони денари. Споредбено со претходните години, можеме ли да кажеме дека има зголемување, намалување? Има мало зголемување во смисла на тоа дека очекуваме капитални трансфери од централната власт со новите повици, со проектите кои што ние ги имаме како замислени за реализација и очекуваме до првиот ребаланс на буџетот да ја видиме првичната проекција, па да знаеме со колку конечно средства ќе можеме да располагаме во текот на 26 година.
Така, на грубо најверојатно се направени плановите што би требало да се работи оваа тековна 2026 година. Кои капитални проекти според вас треба да се реализираат оваа година во општина Чешиново Облешево и што е она што може да го очекуваат практично граѓаните овде? Да, сега сме во фаза кога ни престојат повеќе постапки за распишување на јавни набавки, по кои што сакаме да ги испланираме и проектите кои што сакаме да ги реализираме. Првата јавна набавка која што треба да ја направиме е да избереме проектантска куќа која што ќе работи на изработка на проекти. Ние веќе имаме неколку готови проекти со кои што планираме да аплицираме на првите повици од страна на владата или некои невладени организации. Можам да истакнам дека најприоритетен проект кој што треба да се реализира во моментот е поврзувањето на општината, на центарот на општината Облешево со магистралниот експресниот пат кај Клучката во Спанчево, кој што пат е во доста оштетена состојба и е неминовно да се пристапи кон негова целосна реконструкција. Имаме изготвено проект, значи само ги чекаме повиците од владата или од некои од странските амбасади и ќе пристапиме веднаш кон аплицирање за тој проект. Значи тоа е еден од повеќето проекти кои што ги имаме замислено за реализација во 2026 година и со така овдека ќе спомнам дека ќе почнеме едно по едно населено место, прибидејќи нашата општина е сепак општина со 14 населени места. Неминовно е да се прават приоритети на некои работи кои што се од суштинско значење за подобрување на животот на граѓаните. Овдека би сакал сепак да дадам приоритет на поголемите населени места кои што сигурно дека и помалите заслужуваат, но сепак големите да се уште има улици кои што не се асфалтирани, да имаме неснабдени населени места или граѓани со вода и канализација. Мислам, недозволиво е во ова современо век на живење да дозволиме нашите граѓани да ги немат основните услови за живот. Па затоа ќе се потрудиме, ако не уште во првата година, во тековниот мандат, овие проблеми што се приоритетни, еден по еден да ги решаваме со оглед на тоа како ќе имаме средства во буџетот. Кога е во прашање инфраструктурата, главната улица во село Чешиново беше проблем за кој што честопати реагираа жителите дека многу долг временски период истата се прави, меѓутоа и по тој долг временски период тие се уште газат кали прашина. Зошто? Да. Ви благодарам на прашањето. Да, тоа е еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме во општината. Таа улица, Маршал Тито е улицата, е финансирана со средства делумно од Светска банка, и од повикот и од сопствени средства. Така да во овој момент е завршена првата фаза од улицата, а понатаму и до сега според временските рокови и предвидувањата требаше да биде завршена целосната улица. Тоа е булеварско решение и навистина е едно убаво решение кое што ќе се надевам дека ќе прерасне во една од најубавите улици во нашата општина. Сепак потребно е дополнително со изведувачот кој што работи на терен. Ние ја затекнавме таа улица во некоја завршна фаза од која што нити ние како општинска администрација, нити надзорот што беше избран за да контролира изградбата на таа улица не е задоволен од квалитетот на градбата. Сега сме во некоја фаза на договарање со изведувачот да изнајдеме решение како и на кој начин ќе ги достигнеме стандардите кои што се потребни за да таа улица добие слика вистинска за себе. Има ли рокови еве до кога повторно треба да биде завршена и на чива сметка практично ќе се прави, односно поправа веќе направената улица? Роковите се веќе пробиени, истечени. Так. Сега сме во фаза кога имаме некој усмен договор со изведувачот дека штом се создадат временски услови да се поправи тоа што веќе не е завршено како што треба, да се заврши во најкратко можно време. Значи имаме ветување од негова страна дека ќе ја заврши работата така како што е проектирано, натовар на изведувачот. Так. Споменавте водовод и канализација, каква е ситуацијата со водоснабдувањето? Еве, жители во село Облешево практично не се приклучени на водовод, туку самите имаат бушотини од каде што се снабдуваат со вода за пиење. Поголемиот дел од населените места кои што се во рамничарскиот предел,
Така. Немаат сопствени извори, немаат општински извори на вода и се користат со сопствени бушотини од кои што сами ги одржуваат, сами ги контролираат и немаат пивка вода за пиење. Во Облешево и Чифлик има поставено секундарна и примарна мрежа со тоа што сме поврзани со градскиот водовод во Кочани. Меѓутоа од таму вода се уште ни еднашка не ема протечено. Моја задача ќе биде сега во овие месеци да направиме ревидирање на договорот што го имаме склучено со јавното комунално претпријатие Кочани водовод и да видиме дали воопшто постои некаква можност ние да се надеваме дека од таа страна можеме да добиеме вода за населените места кои што се во рамничарскиот дел. Додека во селата што се под подножието на Плачковица и на Осоговските планини имаат сопствени водоводи, Спанчево има сопствена бушотина која што да речеме на некој начин ги задоволува критериумите и барањата на граѓаните со снабдување со вода, со неа стопанисува јавното комунално претпријатие и се грижи и за наплатата и за квалитетот на водата што се снабдува населението во Спанчево. Сокуларци функционираат со сопствен водовод. Се уште го нема преземено општината по своја ингеренција, моментално граѓаните се стопанисуваат со водоводот, задоволни со тоа како функционира, цел дека се задоволни, ние како општина нема да правиме некои драстични промени во врска со тоа водоснабдување, додека другите села од Плачковичкиот предел, Кучичино има сопствен водовод, моментално е под ингеренции на јавното комунално претпријатие, а Теранци е водовод со кој се стопанисува самото село. Во иднина ќе биде насоката на комуналното претпријатие да ги преземе, како што е и по закон, да ги преземе сите водоводи и да испорача вода на сите населени места кај што ние ги покриваме како општина. И ова беше проблем, односно реакција тогаш на жителите од село Соколарци за преземањето на водоводот од страна на јавното претпријатие. Јас се надевам дека во иднина мештаните на село Соколарци ќе видат дека во општината имаат партнер кој што сака да соработува со нив. И јас во наредниот период ќе пристапам кон комуникација со сите населени места. Прво од нив е Соколарци со кои што веќе воспоставуваме некој партнерски однос. Тие имаат побарување во смисла на тоа дека општината таму треба да почне да граде некои клучни проекти за кои што они се заинтересирани и јас како градоначалник сум сосема со тоа согласен и ќе пристапиме на реализација на нивните идеи и проекти. Прва работа што таму сакаме да ја завршиме е канализирање на некои атмосферски води кои што моментално им прават проблеми и ги оштетуваат улиците кои што се сопственост или под ингеренции на општината. Веќе сме во фаза на договорење на тој проект. Тие како местна заедница ќе бидат вклучени во целиот тој проект. Ние како општина исто така ќе бидеме носители на таа градба, на тој проект и се надевам дека за многу скоро време ќе дадеме слика на селаните од село Соколарци дека општината е партнер кој што сака таму и да вложува и да се грижи за потребите на граѓаните на село Соколарци. Таму сме во фаза на реализација на еден владин проект, изградба на спортски терен под финансии од Министерството за спорт и во многу брзо време ќе бидеме спремни, се спрема некој меморијален турнир за 16 март имаше настрадани и таму од дискотеката Пулс, така да се надам дека во иднина и тие ќе осетат придобивки од локалната самоуправа. Значи ли дека ќе се работи на инфраструктурата и во село Уларци? Да, се разбира, значи секое населено место мора да биде опфатено со некои клучни проекти кои што пред се ќе ги кажат граѓаните од самото населено место. Во Соколарци имавме еден проект за канализирање на дел од канализационата мрежа од село Уларци, кој што претходните градоначалници не го ставија во функција, значи ќе ни остане сега да го ревидираме самиот проект, да видиме кои се слабостите во функционирањето на таа канализациона мрежа и во блиска иднина да го пуштиме во употреба. Асфалтирање на улиците и пред се влезот во село Уларци е во многу лоша состојба. Јас ги имам нотирано сите тие проблеми како градоначалник, но сепак кажавме дека ќе мора да се става приоритет на проблемите кои што ги имаме како населени места и
првата можност финансиска, нормално е дека таму ќе се пристапи на реализација. Така. Еве кога станува збор за јавното предпријатие во општина Чешиново Облешево, каква е неговата ликвидност, финансиска ситуација и самото функционирање? Да, јавното предпријатие под ингеренција на општина Чешиново Облешево сакаме да доживее преродба. Не се задоволни нити граѓаните, нити јас како градоначелник, кога дојдов на позицијата градоначелник, не бев задоволен од тоа какви услуги пружаше јавното предпријатие во изминатиот период. Затоа направивме таму прво кадрови промени, значи имаме нов менаџер на јавното предпријатие со кој што имам изворена соработка и во иднина со заедничка заложба ќе го сакаме да го направиме јавното предпријатие да биде вистински сервис на општината и на граѓаните што ги обслужува. Комуналното предпријатие за волја на вистината е во долгови, како и самата општина, меѓутоа тоа не значи дека немаме проекција на кој начин ќе го извадеме од долговите и на кој начин ќе продолжи да работи ликвидно. Во моментот очекуваме од источнопланскиот регион возило за собирање на смет. Тоа ни е веќе договорена работа, се чека да заврши само постапката за јавна набавка и ќе добиеме уште едно возило за собирање на смет. Со тоа ќе се подобри во голем дел услугата за собирање на ѓубриво од сите населени места. Исто така имаме потреба и од приклучна механизација, значи јавното предпријатие поседува со два помали багери кои што ги користиме за обслужување и копање на каналски мрежи кои што се во теренот на општината и кои што се под надлежност на општината, така да не кубурат со некои приклучни механизации кои што ќе им бидат потребни за одржување и на зеленилото и на теренските активности кои што треба да ги завршат. Ако зборуваме за кадровско решение, каква е ситуацијата со вработени? Да, вработувањата и во јавното предпријатие и во самата општинска администрација ќе бидат исклучиво според потребите и на јавното предпријатие и на општинската администрација. Значи, непотребни вработувања кои што ќе бидат само терет на буџетите, нема да реализираме тоа, можам да го доволни ли се сегашните вработени? Сегашните вработени се доволни во општината, во јавното ќе вработиме уште луѓе кои што сепак сакам таму да вработиме кадри кои што ќе можат да дадат допринос во својата работа, кадри во смисла на тоа дека квалификувани работници кои што ќе бидат во служба на јавното предпријатие и сервис на граѓаните. Во општинската администрација ни недостасува како и во поголемиот дел од општините, службеници кои што ќе работат со урбанизацијата и оној дел што е на градежништвото. Значи таму планираме едно вработување на архитекти или на граден инженер со оглед на тоа како ќе најдеме соодветен кадар, со оглед дека моментално тоа се дефицитарни кадри кои што ги немаме во државата. Така. Дали сите граѓани во општина Чешиново Облешево плаќаат сметки за вода? Да. Со оглед на фактот дека некои имаат се приклучени на водовод кој што го одржува предпријатието, а некои не. Таму каде што јавното предпријатие обслужува со водоводи и канализациони системи, значи сите луѓе кои што се легално приклучени на канализационата мрежа, им се носат сметки и редовно си ги помируваат своите долгови. Така. Таму каде што немаме услуга, нормално е дека нема да се наплатува. Бањата во село Бања исто така е едно, ќе речам, природно богатство, меѓутоа недоволно искористено. Има ли планови како да се работи, односно да се стави во функција и да биде повеќе искористено оваа вода? Да. Село Бање е составен дел на општина Чешиново Облешево. Таму поседуваме или имаме како општина еден ресурс кој што е веќе години наназад неискористен и за жал не допринесува нити во развојот на туризмот или на угостителството во општината, нити во државата. Затоа, уште од првиот момент како градоначелник имам идеја, имам визија како и на кој начин таму во најбрзо можно време ќе прерасне во еден голем бањолошки центар. Во делот на проблемите што беа како административна пречка, односно немавме владение нити на земјиштето, нити на зградите, го завршивме во моментот
Значи ја имаме целокупната површина која што ја зафаќа тој поранешен бањолошки центар кој што таму фигурирал е веќе во сопственост на општина Тишиново Блешево или на Република Македонија, што ни дозволува во иднина да пристапиме кон распишување на оглас за пријавени идејни проекти за кои инвеститори ќе сакат таму да влезат и да инвестират во тоа. Значи можам да им кажам на јавноста и на граѓаните дека за среќа интересот е доста голем. Има луѓе кои што сакат да инвестират во оваа гранка и се надевам дека ако не се сочиме со некои понатамошни пречки административни, дека за многу брзо време можеме да започнеме или да гледаме дека таму ќе видиме бањолошки центар. Велите има визија за да се направи нешто, да се подигне и туризмот и развојот на вашата општина. По-конкретно што практично овде би имало? Значи, како луѓето ќе може да го користат овој објект, овој простор, не само луѓето од Тишиново Блешево, или проекциите се таму да видиме бањолошки центар од налик на сите околни кои што моментално ги користиме и во соседните држави и кај нас. Значи инвеститорите со кои што сум во контакт сакат да вложат таму големи финансиски средства кои што сега во овој момент нити е време, нити треба да ги именуваме или да ги кажуваме кои се и какви се нивните планови, затоа што сепак тоа се луѓе сериозни инвеститори кои што ќе остават значително, значи ќе бидат милионски суми во прашање, во евра зборуваме и се надевам дека ќе видиме за скоро време таму нешто поконкретно. Инаку во делот на она што се вика развој на туризмот или етнотуризмот, што ни е проектирано како развој во рамките на општината, веќе се пројавуваат интересни сопственици на мини винари кои што и мини фарми на одгледувачи на природна храна, кои што сакаме да ги промовираме и во рамките на државата и во рамките на пошироко надвор од државата. Многу позитивен пример е на винарија кој што имаме во село Кучичино, која што прекрасно работи, луѓе со кои што имам одлична соработка, беа сега на последниот саем во Скопје, во јавна соба, воспоставија соработка со многу слични на нив луѓе кои што во државата се занимаваат и со етнотуризам и со слични дејности. И тоа е еден позитивен пример од кој што ќе барам поголем дел од граѓаните во сите населени места, специфично според локацијата кај што е населеното место, секој има нешто со што може да се пофали. Некаде со винари, некаде со овчарски фарми и нешто слично. Значи имаме потенцијал како да го развиваме тој вид на туризам. Имаме и визија како тоа да го направиме, уште да ги обезбедиме финансиските средства и мислам дека ќе имаме некој заокружен круг во делот на туризмот и угостителството. Ако се работи на вакви проекти, значи ли тоа дека се прават напори да се задржат младите, практично да не заминуваат од дома? Така е, младите се една гранка во општината на која што мораме да мислиме што преку развивањето на училишните згради и овозможувањето на најдобри можни услови за развојот на образованието. Исто така сега сме во фаза на формирање на младински совет во рамките на општината, кој што младински совет прво организационо ќе го поттикне животот на младите, односно многу важно е младите да се почувствуваат дека не се заборавена категорија, напротив, ние би сакале кога идеите ќе произлезат од самите нив. За било каков идеен проект, да идејата произлезе од младинскиот совет и понатаму таа реализација и користење да си го прифатат како сами за себе, да не ги наметнуваме ништо, туку тие самите и да ги даваат идеите и да ги реализираат идеите. Моментално во паркот во Блешево, покрај пазарот во село Блешево, имавме еден проект со кој што за нова година голем дел од жителите на општина Тишиново Блешево се почувствуваат дека и тука се враќа животот, дека и во општина Тишиново Блешево може да се реализират културни или слични манифестации кои што ќе значат збогатување на духот, враќање на самодовербата, дружењето на луѓето. Значи само еден мал гест на внимание кон граѓаните допринесува за тие да си ја засакат и општината и да си го сакат местото кај што живеат.
Вие сте човек кој што практично доаѓа од место директор на основно училиште, па можеби малце подобро ја знаете ситуацијата во основните подрачни училишта во општина Чешиново, Облешево. Каква е ситуацијата? Имаме ли стари згради, на што треба да се работи за да кажеме дека се подобрува начинот на образование токму за најмладите? Така е. Гранката образование е една од кои што најмногу сум посветил од мојот минат работен век и таму доста работи сум сменил и доста работи планираме да подобриме. Ние на територија на Чешиново Облешево имаме две основни училишта, Централно училиште во Облешево и Централно училиште во Чешиново и Соколарци. Климент Охридски Облешево е училиште од каде што јас дојдов на функцијата градоначалник и извршував функцијата директор на училиштето и периодот во кој што јас таму бев директор, навистина знаат граѓаните на општина Чешиново Облешево дека направивме доста реформи, воведовме доста новитети во наставата. Ја воведовме продолжениот престој како новина, што неминовна потреба беше на родителите да го имат и ќе инсистирам во иднина и другото училиште да воведе продолжен престој. Воведовме втор странски јазик како германски, претходно се изучувал францускиот јазик. Значи тоа се некои моменти. Училишната зграда е сменета, значи на подобро, тоа е стара училишна зграда, уште поствојниот период во Втората светска војна, но сега голем дел од генерациите кои што таму биле ученици кои ќе се вратат не можат да го препознаат училиштето дека е истото кај што тие учеле. Комплетно се сменети, значи сите инвентари во смисла маси, столици и во иднина ќе продолжиме тоа да го пресликаме и во другото училиште, делумно е спроведено и таму некоја реформа, дополнително ќе го направиме тоа. Големиот проблем е намалувањето на бројот на учениците, со кое што се соочуваат и поголемиот број од училиштата во државата, но со најавата за реформи во образованието од министерката дека со оптимизацијата, односно намалувањето на паралелките во помалите населени места, мислам дека ќе стигнеме до некое ниво на училишта кои што ќе заличат на европски училишта. Приоритетите на градоначалникот и на општинската администрација ќе бидат во иднина, во најблиска иднина да набавиме собствени возила за транспорт на учениците. Значи како ќе оди оптимизацијата, веројатно ќе мора дел од помалите училишта кај што ќе се намалува драстично бројот на ученици да се пренесуваат во централното училиште и во едното и во другото, а со тоа обезбедувајќи собствен превоз, квалитетно ќе се потрудиме да го извршуваме превозот на тие ученици и родителите да бидат сосема спокојни за безбедноста и на нивните ученици. Од друга страна, социализацијата на учениците кои ќе бидат во една паралелка или во едно училиште каде што ќе можат да расте и надпреварувачкиот дух и да се социализират и дружат меѓу себе и ќе го подобри квалитетот на наставата. Какви се училишните згради во останатите населени места? Еве имаше училишта кои што се уште се затоплуваат на дрва. Да, за жал се уште имаме училишта кои се затоплуваат на дрва во помалите населени места. Тоа ќе ни биде приоритет во иднина да го смениме, особено во училиштата кои што не покажуваат голем намалување на бројот на ученици. Такво е училишто во Чифлик, таму извршивме реконструкција на зградата училишна, но потребно е да се смени и начинот на грејење. Тековно, едно по едно, ќе ги решаваме проблемите. Што е она еве што практично ќе се работи во делот на културата? Културата е дејност која што не можеме да се пофалиме дека е многу развиена во нашата општина, со оглед на тоа дека претежно се селски средини, населени места со помал број на жители. Во моментот во општината ни недостасува еден мултикултурен центар. Тоа е нешто што во овој момент чувствувам дека има потреба да го направиме, но сепак нити имаме проект, нити имаме некоја конкретна идеја како тоа би го решиле. Веројатно ќе прилагодиме некоја од постоечките стари згради, но сепак за тоа ќе треба да овозможиме средства. Јас само сакам да ви спомнам една убава работа во делот на културата. Сега најактуелниот филм за Штркот Силјан е голем дел од кадрите се снимени на територија на општина Чешиново Облешево. Моите контакти со режисерката се на високо ниво.
таа е поканета кај нас во општината, во брзо време ќе добиете и вие информација за тоа кога ќе се случува. Ќе направиме проекција на филмот и во општината. Дел од актерите кои што се во филмот се исто така од нашата општина. И сакаме популарноста на филмот, односно неговото значение на светски рамки, преку него да се слушне и за општина Чешиново Блешево и проектите, ние сме дел од проектот Село на Штркови, ќе продолжиме да ги развиваме на повисоко ниво и имаме визија и планови во врска со развојот на културата во тој дел. Така, и каква е ситуацијата со спортот? Еве, се работи ли на изградба на спортски игралишта, какви се спортските сали, пример, во основните училишта, меѓутоа и каква е заинтересираноста кај младите? Да, спортот е една од работите за која што има интерес голем кај нас во општината. Инфраструктурно можеме да кажеме дека добро стоиме затоа што имаме убава спортска сала во Блешево, имаме фудбалски терен во Чешиново кој што е на едно високо ниво. Моментално не се надпреваруваме во ни една позната лига во државата, но ќе се пофалиме дека обстојува еден фудбалски младински клуб кој што Атлетико, кој што го водат двајца ентузијасти, добри спортисти, познати спортисти на јавноста и насочени сме кон тоа да во голема мера го развиваме спортот во делот на младинските школи. Секој еден што ќе пријави интерес да формира младинска школа ќе биде поддржан од страна на општината. Го ставивме тоа во програмата и во работата за следните години. Така да сите млади луѓе, сите ученици и повозрасни ентузијасти кои што сакат да се бават со спорт ќе најдат на целосна соработка во општината. Илинденските спортски игри се една традиционална манифестација која што ќе продолжиме да ја негуваме, со тоа што планираме оваа година таа манифестација да ја збогатиме многу повеќе од тоа што беше во претходните години, односно да не остане само на фудбалската игра, туку тоа да го пресликаме како еден спортски настан во повеќе категории. Турнирите кои што се одржуваат по населените места се целосно покриени од страна на општината и во иднина ќе продолжиме да ги финансираме. Значи спортот е гранка на која што ќе се планира да се развива во иднина. Значи ли тоа дека е одвоен поголем буџет за спорт оваа година? Да, оваа година ја зголемивме програмата за спорт и со тоа сметаме дека ќе биде една дополнителна мотивација од страна на учесниците во спортот да повеќе се вложуваат на таа тема. Овдека ако игрорните секции ги ставиме нешто помеѓу спортот и културата, имаме одлична соработка со ансамблот Китка од Истибања. Пред неколку дена имавме разговор со нивниот директор Стојко и веќе продолжуваме и со развој на уште една категорија, покрај тоа што таму има младинци и пионери, сега ќе одиме и со категорија сениори, како што сакаме да ги речеме. Значи во блиска иднина ќе започне организација и на сениорска група што ќе работи под покровителство на Китка Истибања. Така. Градоначалник, изминатиот период се сочевте со поплави, откако беа поплавени дворови, ниви, меѓутоа и оризот кој што го има жителите на село Блешево. Беше формирана комисија за проценка на штети, пријавуваа ли граѓаните штети, каква е моменталната ситуација, колку практично бараат да бидат обештетени? Така е, за жал уште при првите поплави територијата на општина Чешиново Блешево беше зафатена најповеќе поради тоа што инфраструктурата која што треба да ја штити општината од такви непогоди временски не беше соодветна да ги прифати водите кои што наидоа. Ние веднаш на ниво на општина формиравме кризен штаб. Ги предвидовме клучните точки на кои што треба да се посветиме и да се заштитиме. Со тоа што го имавме како комунално предпријатие, со ресурсите од комуналното, ги чистивме селските вади, одводни канали. Морам да ги пофалам од водостопанство, акционерското друштво, кој што веднаш пристапија со нивната голема механизација и ги исчистија каналите кои што всушност треба и они да ги одржуваат. Излегоа на терен, ги чистија.
Исто така добивме помош од познатата компанија Бехтел и Енка, која што беше прва се одзва на повикот за помош и ни испрати голема механизација која што ги исчисти од водните канали околу населените места. И сето тоа на некој начин допринесе и дел од населението да биде поплавено, но во подоцнежните периоди, кога дојдоа поголемите поплави, кои што ги видовме во Струмичко, ние останавме заштитени. Така, чисто ли е сега? Сега е делумно чисто. Атмосферската вода која што паѓа во дворовите е нормална појава за ниските населени места, но опасноста од поплави во моментот не е на некое алармантно ниво. На доаѓањето на реките Брегалница и Кочанска река, кои што поминуваат низ нашата територија, единствено што може да направат штета е да не ни оштетат некои од мостовите кои што ги поврзуваат тие населени места. Во овој момент, значи, целата загриженост е во тој правец, значи да внимаваме како ќе надоаѓаат големите води кои што може да ги оштетат мостовите на река Брегалница. И за крај, кога сме кај оштетувањата, меѓутоа овде се и оризопроизводителите. Изминатиот период видовме дека имаат низ барања, тоест барања кои што не им се исполнети со години наназад и најавија нови протести. Дали како прв човек на општината ги поддржувате во нивните барања и во чекорот еве да организираат протест со оглед на фактот дека велат дека имаат ниска откупна, меѓутоа и ниска производна цена на оризовата арпа? Овде да завршам мислата од претходно, значи покрај кризниот штаб беше формирана и комисија која што беше на терен и ги сумираше штетите од поплавите. Сега сме во фаза на изработка на записниците, кои што за брзо време ќе бидат доставени до владините институции за таа намена и ќе бидат соодветно се надевам обештетени луѓето кои што беа зафатени со поплавите. Во делот на оризопроизводството е една проблематика која што е присутна веќе подолг период во општина Чешиново Облешево, со оглед на тоа дека најголемиот дел од земјоделците во нашата општина се занимаваат со оризопроизводство. Неминовно е како градоначалник, како човек од народот, да бидам заедно со луѓето кои што се засегнати со оваа проблематика. Присутен сум на сите нивни собири, на сите состаноци. Дел сум од нивната работна група што сака да допринесе за подобрување на оваа ситуација. Мојата улога како градоначалник е да им направам директен линк со институциите на владата, со министерот, со премиерот. Тоа и го правиме. Тоа што последно го имам како информација е дека успеавме да направиме корекција на производната цена на оризовата арпа. Денеска или утре најдоцна ќе имаме таа производна цена, со која што производна цена на некој начин ќе биде репер за тоа по која цена би требало да се откупува оризовата арпа, ако сакаме да мислиме како стратешка култура во државата, ако сакаме да мислиме дека тие луѓе што се занимаваат со производство на храна, мора да бидат под целосен мониторинг, под внимание на Министерството за земјоделие. Линковите со Министерството за земјоделие ни се одлични. Работиме на тоа да изнајдеме конкретно решение на зголемување на производната цена и на цената по која што ќе се откупува оризовата арпа кај преработувачите што ги обслужуваат и во општина Чешиново Облешево и во општина Кочани. Плановите на мене како градоначалник се во рамките на институцијата општина да формираме едно советодавно тело што ќе ја работи оваа проблематика на земјоделие и во иднина да не ги чекаме проблемите да ни дојдат на врата, туку да подготвиме конкретни предлози и решенија до Министерството за земјоделие на кој начин планираме да ја развиваме гранката оризопроизводство. Незамисливо е да произведуваш храна, а да не соодветно бидеш за тоа надокнаден. Тоа јас како градоначалник ќе се потрудам да не биде пракса во општина Чешиново Облешево. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ви благодарам и на вас за вниманието. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.
Mnet.